Љубовта дава живот, мудроста дава светлина, вистината дава слобода. Петар Дънов. Добре дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска расправаме една многу битна тема во етиката и во филозофијата, а и духовна тема би рекол, а тоа се 4 вредности или 4 јуначки вредности, кои како ги поима. Според нас, според мене и свештеникот, овие 4 вредности се основата на јунаштвото. Тие се вистина, љубов, правда и слобода. Тие произлегле од нашите долги беседења, дискусии, дебати во минатото. Стотици часови се посветени за да ги издестилираме, да ги испегламе. Секако дека не сме дошле до совршена нивна форма, затоа што тоа е многу тешко да се постигне со нашите ограничени интелектуално-духовни способности, бидејќи сепак сме ограничени луѓе. Во споредба со целата стварност, во споредба со битието, во споредба со Господ, ние можеме на малиот прст само да му се фатиме, нели? Па како тој ги разбира овие 4 вредности е сигурно многу по холистички, многу по темано неголи ние како ги разбираме, меѓутоа ќе се обидеме овој пат во оваа наша епизода да ги образложиме. Значи, од она што го имаме проникнато, овие 4 вредности произлегуваат од јунаштвото, од херојството. Што е јунаштвото? Во неговата суштина, јунаштвото е посветена служба во полза на животот, односно постоењето. Значи, неговата заштита, подобрување и продолжување. Јунакот се грижи за животот и го има ставено животот и постоењето како свој идеал кон кого се има понизен, кон кого служи. И така се станува јунак. Ако сакате да станете јунаци, еве едно кратко упатство, ставете го животот и постоењето како свој идеал кон кого треба да му служите. Значи, јунакот се грижи за животот, неговата заштита, подобрување и продолжување. И на овој пат на јунаштво, нормално има неколку фази, или Джозеф Кембел во неговата книга Херој од 1000 лица има образложено како е целиот процес на станување на јунак. Меѓутоа, тоа сега денеска нема да го образложуваме. Тоа што ќе го образложиме е дека на патот на јунакот постојат 4 вредности, според нашето сознание, кои што јунакот треба да ги осознае, да ги дооформи, да ги усоврши и да ги следи, со цел на вистина да стане јунак и со цел на вистина да се грижи за животот. Во нашата епизода за принципиелност, тоа е 2 епизоди пред оваа, вие препорачуваме да ја слушнете, тогаш свештеникот кажа дека разликата помеѓу јунакот и оној кој што не е јунак, оној кој што е злобен, е тоа што јунакот ги бира средствата. Значи, не може по секоја цена да се постигне целта, туку јунакот е условен, пред себе условен, а потоа условен од заедницата, па и од општото постоењето, е условен од овие 4 вредности. Овие се основните алатки, основните принципи кои што јунакот ги користи за да резонира како треба да постапи во дадена ситуација. Значи, вистината, љубовта, правдата и слободата се основните негови принципи кои што ги следи со цел да ја постигне својата цел, а тоа е да се грижи за животот. Така и ќе препознаете кој е јунак, оној кој што ги следи овие 4 вредности и кој што ги бира средствата, не постапува по секоја цена. И ако некогаш слушнете дека целта ги оправдува средствата, тоа е многу погрешна изрека, да речеме, и е квази мудрост, личи како мудрост, ама не е мудрост, бидејќи патот кон пеколот е поплачен со добри намери и небирањето на средствата ве води кон пеколот, а не кон рајот. Само да сумирам, значи 4 вредности, вистина, љубов, правда и слобода, се јуначките вредности. Јунакот ги користи како основни принципи кога работи на својата основна цел, а тоа е служба во полза на животот, неговата заштита, подобрување и продолжување. Сега ќе посветиме четвртина од остатокот од нашето време за секоја од овие вредности и ќе почнеме со вистината, па ќе следиме со љубовта, правдата и слободата. И на секоја од овие вредности ќе почне прво свештеникот со неговото образложение за таа вредност, па потоа ќе продолжам јас. Свештениче. Ти благодарам, процесоре. Многу убав вовед, како и секогаш. Меѓутоа, овој пат сите работи што сакав јас да ги кажам во мојот вовед, ги кажа ти. Единствено нешто што можам да кажам е дека 4 вредности не се изолирани доблести, значи тие се некои концепти и вредности кои што се испреплетени и
кога ќе се завлезе длабоко во нивната абстрактизација и во нивното имплементирање, може да видиме дека всушност таму некаде во суштината на овие вредности сите стануваат многу слични, па дури и исти. Исто така сакав да кажам дека кога се обидувавме да ги измислиме овие вредности, да ги откриеме одново овие вредности, многу заглавивме на самиот почеток кога баравме што е нивната основа. Сега ти убаво објасни што е нивната основа, дека тоа е животот, меѓутоа ми текнува дека ти самиот многу долги години си се мислел и си ја барал основата и како што правевме разговор еднаш и ти кажа па добро на што ги основаш овие вредности? Јас кажав па на доброто. И ти викаш добро на што го основаш доброто? На животот. И ти кажа да бе, сега ми е јасно све. И од тогаш успеавме многу лесно, кога ја воспоставивме основата на овие вредности, многу лесно после тоа ги изградивме овие 4 вредности и понатаму ние си ги размислувавме и си ги усовршувавме овие вредности посебно, не секогаш во разговор, меѓутоа секогаш кога ќе почнавме да ги разговараме и кога ќе ги соочевме нашите заклучоци, гледавме дека сме стигнале до исти заклучоци и јас и ти, и покрај тоа што размислувањето било независно. Да, токму така, свештениче, точно ми текнува на моментот. Тоа беше можеби пред 10 години, можеби повеќе. Знам дека бевме седнати повеќе луѓе, не само јас и ти, ама како и обично јас и ти највеќе расправавме за овие работи. И толкому ми текнува на тој момент, кога кажа, па доброто, што е доброто? Доброто е животот. И буквално, ете, тоа беше откровение на лице место. Господ зборел преку тебе и ми кажал, сега ќе ти кажам, пошто гледам се мачиш. Да не се мачиш, се помачи, доволно е, доста ти е. Инаку сакав само да искоментирам дека за она што го кажа дека овие сите вредности се испреплетени меѓу себе, значи токму тоа е тоа што го изумив и добре што го кажа. Баш и така имав напишано дека овие вредности немаат хиерархија на битност по која се наредени, сите се еднакво битни и тие длабоко се преплетуваат, како што ќе видиме во епизодава понатаму како што ќе тера. Единствената нивна хиерархија е нивната подреденост во служба на благосостојбата на животот. Тоа е тоа. Значи тоа е хиерархијата. Тие се подредени кон служење кон животот. Меѓутоа, како и да е, точно ми текна на тој момент и е многу добар момент во едно од големите откровенија во мојот живот. Исто така, многу е важно пред да почнеме да навлегуваме во вредностите, да поставиме една рамка, тоест јас ќе се обидам да поставам една рамка, со еден збор да објаснам или со два збора да објаснам што значи секоја од овие вредности, иако самиот збор ја објаснува што е вредноста. Меѓутоа јас како ги гледам како 4 интегрирани дела од една, можеме да кажеме, од една вредност или од една архевредност. Вистината е таа што дава мудрост и што дава ориентација, каде си, што си во просторот. Љубовта е она што дава причина за живот, кој што кажува зошто. Правдата е структурата, таа кажува како, а слободата е просторот, креативноста во следењето на правилата. И како што кажав, овие 4 се интегрираат во еден живот кој што треба да биде доблесен и треба да биде добар и треба да биде квалитетен. Сега, да започнам со вистината. Како што кажав во епизодата за принципиелност, вистината можеме да ја поделиме на 3 нивоа. На основно ниво таа е искреност. Живење во рамки на природата, живење онака како што е, како што на вистина по реалноста суштествува. Значи не со лаги, не со фантазии, туку токму онака како што е. Тоа е најосновното ниво. На средно ниво, вистината е работа на себе. Зошто работа на себе? Затоа што она што можеш ти да бидеш, она што е твојата врвна способност, тоа е твојата вистина. Или барем како ние ги гледаме работите. Твоето себство, твојата автентичност, твојата способност е твојата вистина. Ако ти не ја реализираш, тогаш твојата вистина нема да се пројави. Да речеме, ако ти си способен да трчаш или да бидеш добар шахист, а никогаш не седнеш да играш шах, тогаш ти не си ја реализирал твојата вистина. Ти не живееш во аспект на оваа вредност. Ако ти си добар, како што кажа, во трчање, а
лежиш дома, гледаш телевизија, не вежбаш трчање, никогаш нема да ја реализираш оваа вистина. Ако си добар во шах, ако имаш талент во шах, или ако можеш да бидеш добар шахист, а не го правиш тоа, ти не си во аспект на вистината реализиран себе си. И за многу други работи. Меѓутоа, она што можеш во животот да го постигнеш, треба да го постигнеш. Вистината вели, она што можеш да го постигнеш, не треба да го игнорираш, бидејќи тоа е твојата вистина. И на највисоко ниво, вистината е, можам да кажам, најголемата, ултимативната или она метафизичка вистина. Тоа е всушност Словото, или тоа е Бог. Подобро кажано, тоа е да живееш од свеста како една поидовна точка, а не од егото. Значи, највисока пракса на вистината е присуството. Онаа медитација во движење. Да се биде свеста, да се биде она што е вистинско во нас, онаа будност, а да не бидеме она што е лажно во нас, а тоа е егото и оние концепти за тоа кои сме ние. Значи, врвниот аспект е финалната вистина, присуството, и како критериум за колку си го постигнал овој врвен аспект на вистината, јас се гледам тишината. Тишината ми е еден вид на критериум за вистинитост во себе. Колку е ти во кумот, колку повеќе си во контекст со реалноста, колку помалку те разбрануваат мисли и концепти и работи што се случуваат, толку повеќе има тишина во тебе, што значи толку повеќе живееш вистински. Исто така сакам да спомнам одредени патологии на вистината, можам да ги наречам, или грешки кои што ги правиме кога мислиме дека работиме во аспект на вистината. А тоа е кога сме премногу интелектуални, кога сакаме да ја фаворизираме техничката точност, меѓутоа без мудрост. Тока ова е обично феномен кај младите луѓе и многу често се јавува сега кај луѓето, поготово кај оние програмери, луѓе кои што работат апстрактни работи на компјутер, научници и така натака, се јавува една потреба за слепо следење на фактите, без да се најде мудроста во нив, без да се најде смислата на тие факти. Бидејќи фактите можат да бидат изманипулирани, ти често можеш да бидеш излажан користејќи факти. Често можеш да бидеш излазан за смислата на оние факти кои што ти се презентираат, користејќи вистински факти. Меѓутоа да ја најдеш мудроста во фактите, тоа е вистинско следење на вистината. Исто така идеолошката догма, релативизмот според мене е најголемиот непријател на вистината, бидејќи повторно ја користи вистината, користи различни аспекти на вистината за да обликува одредено размислување кое што му одговара на него. Тоа е всушност софизмот. Софизмот и цинизмот се всушност филозофии кои што се базираат на антивистина, се базираат на манипулирање на вистината и користење на вистината, а не живење како што вистината е. Одлично се Стојниче, многу добро обозложување на вистината. Тоа што јас ќе го кажувам за секоја од овие вредности е практично нешто што го имам напишано во едно упатство, кое што го работам веќе подолго време. И си реков зашто измислам топла вода кога веќе имам работено на ова и ги имам напишано овие работи, меѓутоа после моето исказание ќе дадам и сумација, бидејќи самите исказанија се можеби малку подолги. Сега сакам да кажам дека во делови тоа што јас го имам напишано многу се поклопува и со тоа што го имаше кажано ти, особено за автентичноста, дека вистината да се живее автентично практично, да се живее помирен сам со себе и со битието и со општо со универзумот и со се што се случува. И кога ќе го поимаш тоа, тогаш станува таа тишина, таа смиреност во себе си. Затоа што кога ќе прифатиш се што се случува и кога ќе се прифатиш и себе си, не само надвор, кој внатре кога ќе прифатиш се, сите универзуми, целиот универзум и внатре и надвор, тогаш станува смирението. А втората работа што ја кажа исто така ја кажа нели за мудроста, односно за тоа дека
можеш ти технички да си исправен или можеш на прво ниво да си исправен во следење на некоја си алгоритам или процес или што и да е знаење некое, меѓутоа од аспект на мудрост да не знаеш зашто го следиш тоа и да направиш поголема белја на краткишта со тоа, или да бидеш излажен, да бидеш обманет. Точно така е. Мудроста е практично знаење за знаењето, знаење како се примени знаењето. Таа не е ни просто знаење, затоа и се вели мудрост, не се вика знаење. Таа е многу послојна и таа е еден вид на второ и на трето ниво, втор степен или трет степен, така нато. Како и да е. Да почнеме со моево образложение за вистината. Значи, за вистината имам следново напишано. Вистина. Вистината е вредност која навлегува во самата срж на постоењето и стварноста. Таа е основата на мудрост. Незината насоченост е кон осознавање на она што не е и разликата меѓу нив. Воедно, незината улога е да ги избегне сите обмани и себеобмани и залажување и себезалажување, кои се обид за виткање на стварност. Оној кој е посветен на вистината не може, а да не се залюби во постоењето. Тука е љубовта влегува во дефиницијата на вистината. Бидејќи постоењето е вистинска магија, осознавањето пак на механизмите на функционирање на постоењето нужно изискува стекнување на здраво чувство на правда. Тука влегува правдата. Правдата која произлегува од откровението дека сите битија во себе ја имаат еднаквоста на постоењето, па треба да се третираат еднакво и праведно. А воедно се уникати со своји засебности и постапки, па треба да се третираат правично. Конечно, вистинскиот апсолутен допир со вистината е оној кој е врвен еманципатор, крајен еманципатор, кој осознава дека сите ние постоечки битија во овој универзум, во ово постоење, просто немаме избор, него апсолутно целосно да бидеме тоа што на вистина сме, автентични, без маски, без обмани, залажувања и без криење. Оваа радикална автентичност е крајното ослободување. Тука доаѓа слободата. Значи, како што видовме, сите овие 4 вредности меѓу себе се испреплетуваат и затоа ги потенцирав кога ги спомнував, за да увидат нашите следачи како практично се испреплетуваат меѓу себе. Значи, вистината се испреплетува и со љубовта, и со правдата, и со слободата. Накратко, вистината е автентичност. Вистината е да се зачепиш, да заќутиш и да почнеш да прифаќаш се. Да почнеш да се прифаќаш себе си, да почнеш да прифатиш постоењето, да почнеш да прифатиш надворешноста, внатрешноста, се. Апсолутно се. И тогаш настанува она тишина и она смирение кое што кажа свештеникот. Многу убаво кажано и баш како што ти напомена, овие вредности се преплетуваат една во друга, бидејќи прифаќањето е исто така е многу важен аспект во љубовта. Сега ќе почнам да ја објаснувам љубовта. Таа на основно ниво, како што кажав во претходното видео, во претходната епизода за принципиелност, е солидарност и емпатија. Сочувство за болките, страданието, меѓутоа и среќата на другиот. Вака гледано, нема некоја многу голема допирна точка со вистината, меѓутоа двете се карактеристики кои што се позитивни. Сега, на средно ниво, љубовта е прифаќање, чисто прифаќање на маните и недостатоците на сам себе, значи собствените недостатоци, туѓите недостатоци и недостатоците на реалноста, општите. Ова може да видиме дека самото прифаќање, актот на прифаќање, лежи во доменот на себе подобрување. Многу често кога читаме оние self-help книги, големо внимание се инвестира во прифаќањето. Да се прифатиш себе си таков каков што си, да го прифатиш светот, тоа е голем дел од стоицизмот и така натака. И исто така, кога зборевме за вистината, средното ниво, кое што беше работа на себе, исто така спаѓа во self-help, спаѓа во себе подобрување. Значи, овие нивоа всушност се спаѓаат во едно исто множество, кое што е всушност работа на себе. Љубовта вели работи на себе со тоа што ги прифатиш своите недостатоци, вистината вели работи на себе со тоа што ќе го исполниш својот потенцијал, бидејќи тоа е вистината за тебе. На високо ниво, исто така гледаме испреплетување, бидејќи љубовта на највисоко ниво е идентификација со се што постои. Едноставно со битието. Дефиниција за битието е се што постои. Преку идентификација со битието ние стануваме љубов, бидејќи самото
идентификацијата со друго нешто надвор од нас е љубовта. Ти се поврзуваш со него. Тоа е најврвниот аспект на љубовта. Тоа е агапе љубов. И тука можеме да видиме дека исто така се поистоветува со највисокото ниво на вистината, кое што е живење во тишината, живење како седа е едно, живење без поделби во главата, во мислите, во концептите. Значи, како што кажав, љубовта е давање, тоа е едно чувство на полност, едно чувство на прифаќање. Тука треба да се внимава, бидејќи многу луѓе љубовта ја мешаат со барање на некои нивни потреби да бидат задоволени. Тоа не спаѓа во вредноста љубов. Тоа се некои други биолошки нагони кои што треба да се задоволат. Меѓутоа, љубовта не е дефицитарно барање, не е просење, туку е давање. Тоа е една полнота која што треба да се излее од тебе. Таа е, како што објаснив, на највисоко ниво е агапе, безусловна љубов. Меѓутоа, исто така таа е и ерос, ниска, сексуална, привлечна љубов и филос, пријателска љубов. Како што кажав, оние патологии на љубовта, тука би ги сместил посесивноста, зависноста, барањето на нешто од друг човек без одговорност, без реципроцитет и така натака. Оно што сакам да го кажам е дека на највисоко ниво, како што кажав, љубовта е идентификација со битието, со севкупноста. Едноставно живееш живот каде што не си ти еден субјект во океан од објекти и сега треба да се менаџираат овие објекти, тие се надвор од мене, туку ти си дел од еден бескрајен организам кој што функционира како едно. И тоа треба да го увидиш. Например, за да можеш да земеш воздух, дрвата мора да го создадат тој кислород кој што ти ќе го внесеш. Без нив ти не можеш да дишиш кислород. Што значи тоа? Тоа значи дека половина од твоите бели дробови се надвор од тебе, во растенијата. Ние ги гледаме само нашиот дел од белите дробови и си велиме, па добро, тука се моите бели дробови. Таму тоа што го прават дрвата, тоа е нешто сосема различно. Меѓутоа не е така. Тоа е еден взаемен процес кој што не може еден без друг. Ти издишуваш јаглерод диоксид за растенијата да можат да се хранат. Тие потоа со исхраната издишуваат кислород за да можеш ти да дишеш. Исто така и со исхраната. Некој мора да умре, нешто мора да умре за ти да јадеш. И ти потоа мора да умреш за нешто друго да се исхранува од тебе. Меѓутоа, тоа не е само зависност помеѓу живите суштества. Нашето дишење, например, зависи и од атмосферата, зависи од почвеното дишење и така натака. Сите ние сме во еден джиновски екосистем кој што функционира како едно. Не сме ние едно нешто посебно кој што функционира во некој туѓ свет каде што треба да се изменаџира. Прекрасно. И многу ми се допаѓа она што го кажа за идентификацијата, односно поистоветувањето. Дека зголемувањето на љубовта, како што се зголемуваш во овие нивота што ги кажа, како што практично процесот на љубење и на зреење е во ширењето на идентификацијата, односно со друг збор, с поистоветувањето. Значи, колку поќе го шириш твојот диапазон на поистоветување, колку поќе шириш со што се поистоветуваш, толку поќе ги љубиш тие работи, толку поќе се грижиш за нив. Тука доаѓа јунаштвото на лице место се гледа како функционира, бидејќи ако ти тргнувајќи од себе си, се љубиш себе си, па после го шириш тоа и така натаму. И тоа го прошириш до целото постоење, ти ќе почнеш да се грижиш за целото постоење и ќе се поистоветиш со целото постоење. Да видиме јас што имам напишано за љубовта. Љубов. Вредноста која е олицетворение на создаденото, новото, споеното и она што веќе постои. Љубовта е создавачкиот нагон кој ја има магичната моќ да создаде од ништо нешто. Истото тоа новосоздадено нешто е кршливо. Па за да создаваштвото навистина биде успешно, мора да се љуби и заштитува. Љубовта е грижа за добросостојбата на секое едно нешто кое постои, како и завет да се продолжи сопственото постоење преку создавање на нешто ново. Да се љуби значи да се даде себе си во служба на нешто друго кое е побитно и поголемо од себе. За да се љуби исправно, треба да се има љубов и кон вистината, како не би се заљубувале во лажни прикази и идоли. Она што е љубено, секогаш заслужува праведен однос, кој ја уважува вградената негова вредност. Тоа воедно значи и безусловна љубов, но и грижа за истото преку воспитување во вид на праведна награда, поттик, казна или совет, менторство. И на крајот, само вистински слободниот и еманципиран
може автентично да љуби. А насоченоста на љубовта е да создаде нешто ново. За тоа ново да го оспособи да биде слободно и самото натаму да љуби и создава. Накратко, љубовта, како што беше дефиницијата за јунаштвото. Јунакот го љуби животот, го има ставено како свој идеал, што значи тоа дека се грижи за она кое што веќе постои, да го заштити, да го подобри и да го продолжи. Многу добро. Мислам дека можам да преминам на објаснување на правдата. Правдата, како што кажавме, на основно ниво е златното правило. Тоа е она правило кое што го имаат скоро сите религии, а тоа е не го прави на другиот тоа што не сакаш да ти го прават на тебе. Тоа го има во христијанството, во исламот, во јудаизмот, во будизмот, во хиндуизмот, во многу религии го има исто во ова правило, бидејќи луѓето на секаде низ светот стигнале до истиот заклучок дека може да ни биде убаво на сите ако видиме дека и другиот човек ги има истите потреби, истите желби како тебе и страда исто како тебе. И ако се почитуваме меѓусебно како што се почитуваме самите себе, тогаш ќе ни биде на сите добро. Тоа е основното ниво на правдата, златното правило. Само тоа да го правиш доволно е, ти си доволно ја практицираш правдата во однос на твојата вредност. Меѓутоа, ако одиме повнатре, на средно ниво таа подразбира балансиран живот. Што значи тоа? Тоа значи секој аспект во твојот живот му даваш она внимание кое што му е потребно. На твојот телесен живот, на твојот материјален живот, на твојот љубовен живот, на духовноста, на пријателството и така натака. Инвестираш толку енергија колку што сметаш дека треба да биде инвестирано, се додека не ја постигнеш онаа цел која што сметаш дека треба да ја постигнеш. Тоа е правдата на средно ниво. Праведен си со твоето време на оваа планета Земја. Праведен си со инвестирање на своето внимание во сите аспекти на животот. На високо ниво, правдата е надконцептуалност. Значи, не идентифицирање со концептите. Слобода од секакво судење или непријателство во тебе, како последица на одредени идеологии или размислувања кои што ги следиш. Значи, сега да ја објаснам правдата, малце по-целосно, таа е во својата суштина урамнотежување на односите и урамнотежување на должностите. Значи, одржување на балансот во живот, одржување на се што е добро, одржување на доброто всушност. И таа се бори со ентропијата, со хаосот кој што сака да го уништи животот и да го развлече на секаде. И затоа оние патологии на правдата се сите празни бездушни идеологии, сите нефункционални правила. Екстремизмот е најголема патологија на правдата. Таа се идентификува со одреден концепт и го следи ревносно во одредени насоки каде што не само што си наштетува сам себе, туку и му наштетува и на целото општество. Како пракса, веќе спомнав, на основно ниво е да не му наштетуваш на другиот за да си се подобриш себе си и исто така да не си наштетуваш на себе за другиот, туку да бидеш правичен. Секако правичноста е динамична и релативна работа, не е секогаш една иста практика. Во еден момент ќе направиш нешто себично, меѓутоа е праведно, а во друг момент ќе направиш нешто алтруистично, а е праведно. Не значи дека секогаш има јасна граница како треба да постапуваш, туку за правдата, за да можеш да ја живееш правдата како вредност, потребна е интелигенција. Затоа јас порано, тоа е една пракса која што сум ја заборавил, вистината, љубовта, правдата и слободата им давав ги делев на елементи. Вистината ја нарекував оган, љубовта ја нарекував вода, правдата воздух, а слободата земја. Зошто? Бидејќи тие се поврзани со одредени аспекти на телото. Вистината е енергетска, љубовта е емоционална, правдата е интелектуална, а слободата е главно телесна или можеме да кажеме нанадворе насочена. Затоа е земја. Правдата е воздушен елемент, бидејќи барам интелигенција. За да можеш да бидеш праведен, ти треба да можеш да ги размислиш убаво работите и да увидиш секоја ситуација што е добро, а што е лошо. Што треба да постапиш, како треба да постапиш, како не треба да постапиш. Истото ова важи и за себе си. Значи, да бидеш балансиран во сите аспекти на животот, да не дадеш премногу, да не дадеш премалку во ниеден аспект на животот.
На највисоко ниво, како што кажав, правдата е всушност врвна интелигенција. Таа е надконцептуална. Надконцептуалноста е најголем аспект на интелигенција. Да видиш дека секој концепт е само приказна, а ти си свеста која што е над овие приказни и да се ослободиш од нивното влијание врз тебе. Тоа е во една дефиниција надконцептуалност. И можеме да видиме дека исто така на највисоко ниво надконцептуалноста се поврзува со или правдата се поврзува со љубовта и се поврзува со вистината. Бидејќи кога ќе видиш дека секој концепт е само приказна, а ти си свеста позади оваа приказна, тоа е истото како да кажам ти се идентификуваш со севкупноста кај љубовта или ти си чистата свест кај вистината. Значи зборуваме за едно исто. На највисоко ниво овие вредности се спојуваат. И исто така на средно ниво правдата е да си го балансираш животот, што исто така е self-help, исто така е самоподобрување. Занимливо. Јас ако би требало да ја дефинирам правдата во една реченица, во еден исказ, би рекол дека таа е вистината примената преку љубовта со цел да се осигура или достигне слободата. Навистина е интересно. Тоа е идејата, значи идејата на зашто има воспоставен нели цел систем за делење на правда и така натаму, праведно, правично, сите овие концепти, сите овие работи кои што ги разглабаме веќе со векови, па и со милениуми. Идејата е дека се обидуваме да ги примениме овие другиве три вредности на начин кој што ќе се спојат, а спојувањето е преку вредноста на правдата. Да видиме ја што имам напишано за правдата. Правда. Правдата е вредност која исто така изникнува од сите три останати. Да се љуби едно битие, неминовно изискува во истото да се препознае вистината на неговата вградена суштествена вредност, изворна вредност. И тоа природно води до да се биде праведен кон истото. Правдата одредува однос кон секое нешто, спрема тоа што нештото е, тоа се вика праведност, и спрема неговите заслуги и постапки, правичност. Да се биде праведен, значи да се уважи достоинството на секое битие, систем, ентитет, што и да е, и да се суди и решава мудро и вистинито во однос на конфликтите меѓу нив. Правдата исто така ја препознава одговорноста и отчетноста кај секое битие, за секоја една постапка или одлука, или размисла, сеедно, која истото ја направила, или не ја направила. На крај, правдата има за цел да ја осигура, заштити и обезбеди слободата, која е вградена во суштината на постоењето, создадено од љубовта. Значи, на кратко, повторно можеме да видиме дека сите четири вредности се испреплетуваат меѓу себе и тоа што можеме да го увидиме е дека во секој конгломерат на секоја констелација на три вредности, тие четвртата вредност им служи како мост која што ги спојува сите овие меѓу себе. Значи, за правдата е вредност која што ги спојува слободата, љубовта и вистината. И обратно, вистината е вредноста која што представува мост каде што се спојуваат правдата, слободата и љубовта. Сега конкретно за правдата. Правдата е, како што кажав на почетокот, на кратко, сумирано, правдата е обид да се примени вистината на љубовен, на мудар љубовен начин, преку љубовта, а со цел да се осигура слободата за секој едно битие и општо за постоењето. Многу интересно, многу ми се допаѓа тој мостот кој што го објасни сега, бидејќи мислам дека до сега не сме го разговарали и не си ми го презентирал ова размислување. И навистина, еве уште едно вклопување во овие четири вредности, како функционираат меѓусебно и како се, не само што се испреплетени, туку и се зависни еден од друг, што според мене веќе толку има многу работи кои што меѓу себе се поврзуваат, само едната од овие вредности да ја работиш, ги разработуваш и другите, и толку многу случајности вакви има кои што ги поврзуваат и ги испреплетуваат овие четири вредности, што ми дава чувство дека навистина ова се некои вредности кои што постојат некаде во реалноста, а ние сме ги откриле, а не дека сме ги измислиле. Значи ти практично сакаш да кажеш дека застапуваш морален платонизам. Тие вредности веќе постојат негде, а ние само треба да ги открием, како совршените форми, па совршените вредности. Па баш така, моралниот платонизам мене многу ми се допаѓа, всушност целосно платонизмот, меѓутоа не сум идентификуван со него, бидејќи сум надконцептуален, меѓутоа да, ми прави многу смисла
не само во овој аспект, туку во многу други аспекти, поготово неоплатонизмот, кој што е различен од платонизмот, меѓутоа во голем дел се основа на платонизмот. Сега да зборуваме за слободата. Слободата на основно ниво е креативност. Таа е експресија. На средно ниво е автентичност и живење на својата природа, значи на природата на индивидуата, а на високо ниво е тотална неидентификација со умот и мислите. Слобода од робството на мислите и умот. Повторно можеме да видиме дека се спојува со високото ниво на сите други вредности, бидејќи слобода од робството на мислите и умот е истото што и со други зборови кажано присуство, идентификација со светот и надконцептуалност. Буквално истото е. Ако не се идентификуваш со умот, ти си всушност надконцептуален вистински. Значи, во својата основа, слободата е експресија, да е една можност или една должност, да кажеме, да ја искажеш уникатноста која што лежи во тебе. Меѓутоа, слободата има многу патологии, многу извитоперувања, и тука би го сместил оној концепт кој што е исто така многу популарен во модернизмот, а тоа е оној концепт за апсолутна слобода. Тоа е еден феномен кој што главно се јавува кај прогресивистите, кои се во потрага, нели, на тотална слобода од какви да се правила, за да може, така веруваат они, дека на тој начин можат целосно да се експресираат. Меѓутоа, ова е една огромна замка, бидејќи апсолутната слобода е всушност апсолутно робство. Тоа е најголемо робство. Бидејќи ти ја немаш заштитата против твоите емоции, против нагоните, против растројствата, против оние стекнати однесувања, кои што не се толку свесни. Само еден светец, може да кажеме, може да има апсолутна слобода. Меѓутоа, обичните луѓе имаат животински нагони кои што ги контролираат и кои што дури не сме ни свесни дека не контролираат. Тргни ги законите, тргни ги правилата и дојуваш робство на хаосот, робство на собствените емоции. Апсолутна слобода е илузија. Всушност не е илузија, туку е голема грешка, голем екстремизам. Слободата мора да има дисциплина во неа. И затоа, кога јас зборувам за практична слобода, зборувам за дисциплина како пат кон слобода. Нормално, со доминирање на собствената креативност, со доминирање на личниот избор и така натака, меѓутоа сепак мора да има одредени правила. На средно ниво, ова беше све на основно ниво, на средно ниво слободата е автентично живење, целосна експресија и живење од коренот, живење од сршта на својата индивидуалност, сршта на своето битие. И тоа можеме да го видиме дека исто така често се разговара во круговите на self-helpот, на себе подобрувањето. Исто така во слободата можеме да видиме дека на средно ниво има работа на себе. Има аспект кој што игра голема улога во работата на себе. На највисоко ниво, исто така, слободата се соединува со највисоките други три вредности, со највисокото од овие три вредности, а тоа е слобода од, како што кажав, слобода од робството на умот. Значи, еден финален прекин на идентификацијата со своите мисли и со тоа илузорно чувство на себе, кое што е всушност егото. Што е егото? Егото е еден конгломерат од нашите мисли, од чувствата, од мемориите, од растројствата, од научените стекнати постапки и така натака. Тоа се е тоа можеме да кажеме дека се тоа е измислено. Се тоа е еден сон кој што ние го живееме и мислиме дека сме јас, мислиме дека сме ние. Меѓутоа, слободата на највисоко ниво е финална реализација. Затоа дека ти не си егото, туку ти си вистинското себство. И тоа е всушност просветлување. И можеме да видиме дека исто така како и другите три вредности на највисоко ниво збориме за една иста работа, а тоа е чистата свест. Многу ми се допадна тоа што го кажа за практично наивната концепција за слободата, дека е апсолутна слобода. Во суштината има апсолутна слобода, ама апсолутна слобода подразбира дека ти ќе земеш и апсолутна одговорност за своите постапки и своите размисли и така натаму. И слободата како апсолутна слобода во наивниот поглед не значи ослободеност од се, туку значи прифаќање на одговорноста за се. И еден прост пример, например, влегуваш во брак или се договараш со другар ти нешто да направите или да почнете некој проект, ти сам се ограничуваш.
со тоа. Ти си слободен да ја прифатиш таа одговорност. Меѓутоа, ако ќе ја прифатиш, тоа не значи дека веќе не си слободен, ако си влегол во брак и треба да ги следиш правилата кои што се прифатени или кои што се подразбираат, или се едно еве некои морални правила, узанси и така натаму, образци. Ако ги прифаќаш, тоа не значи дека не си слободен, баш напротив. Ако си свесен и свесно ги прифаќаш, ти си послободен од оној кој што ги следи, а не знае зошто ги следи. Од оној кој што се плаши од казна. Ако ги следиш заради тоа што си убеден дека така треба, дека тие треба да важат и да се применети врз тебе или врз некој друг, ти си точно тој што е слободен. Или како што ќе рече Френк Херберт во Дина, цитат од него: барај слобода и постани заробеник на своите желби. Барај дисциплина и најди си ја слободата. Токму така. И токму е тоа причината зашто јас и свештеникот постојано кажуваме дека е потребна дисциплина, дека е потребно да најдеш некој идеал на кој што ќе му служиш. Значи ти ако најдеш идеал и се понизиш кон него и му служиш, ти веќе си ограничен, веќе не можеш да него служиш. Не можеш да постапуваш контра тој идеал. Значи, твојот диапазон на можни постапки во иднината се намалил, се скратил. Меѓутоа не значи дека не си слободен, баш напротив, си послободен. Слободата се стекнува и се заслужува преку прифаќањето на одговорноста, а не преку нејзино отфрлање. И тука токму е критиката против наивната концепција за слободата и против хедонизмот. Значи, тоа е основниот аргумент против хедонизмот. Сега да видиме што имам јасно напишано за слободата. Слобода. Слободата е вредност која ја уважува, поддржува, потикнува и заштитува основата на постоењето. Слободата да се биде и да се делува, или да не се делува. Секој едно битие, со самото свое создавање, како и во секој момент од своето постоење, е слободно по дефиниција. Да се биде слободен значи да се биде целосно вистинит и автентичен. Само на вистина слободниот може вистински предано да љуби, а преку тоа да биде навистина мудар и праведен. А вистинската слободна љубов е онаа која создава нешто од ништо, која го помага и се грижи за тоа ново нешто и која се обидува да го еманципира, да го оспособи за самото тоа ново нешто да стане слободно. Слободата исто така го носи и подразбирањето дека секој еден акт, секоја постапка, целосно и крајно произлегува од себе си. А тоа значи дека постои целосна и радикална одговорност за истите, што е основа на правдата. Секое едно правило или принцип, какви и да се, и кој да ги создал, напишал, вовел или нормирал, ги почитуваме или не, исклучително само заради нашата слободна согласност или несогласност со истите, и заради ништо друго. Токму ова е суштината на слободата. Накратко, слободата е да се прифати дека сме слободни и дека се она кое што го почитуваме, се она што го прифаќаме за одговорност, го прифаќаме целосно, самите, автентично ние, и нашата слобода расте преку растењето на нашата одговорност. А како расте нашата одговорност? Преку осознавањето, преку вистината, дека ние сме се и дека треба да се поистоветиме со се. И така го љубиме се што постои и така ја зголемуваме одговорноста за се што постои. И така стануваме максимално слободни. Преубаво, морам да кажам преубаво. Значи, како што кажавме на почеток, една интегративна формула која што може да се даде за овие 4 вредности, тоа е дека вистината ориентира, љубовта дава живот, правдата дава баланс, дава рамнотежа, а слободата остава простор се ова да се случи. Таа овозможува. Кога овие 4 се во хармонија, личноста, па и заедницата добиваат и вертикала и хоризонтала. Во секој момент може да се снајдат во животот и знаат што е правилно и што треба да постапат. Додека правев концепт за оваа емисија, ми текна не само дека овие вредности се испреплетени, туку и дека се козависни. Многу зависат една од друга за да може целосно да се манифестира секоја од овие 4. Например, ми текна за 4 од овие конекции, меѓутоа има и повеќе. Например, ако вистината е без љубов, ќе стане суровост, ќе биде сувопарно. Ако љубовта е без вистина, нема да има пракса, нема да има делување, ќе биде само чувство без делување. Ако правдата е без слобода, ќе биде сурово, ќе биде премногу ригидно. Ако слободата е без правда, тоа добиваме она илузија за апсолутна слобода, добиваме хаос, добиваме ентропија. Сите овие зависат една од друга, за да можеш вистински да ја отолотвориш вистината, ти всушност мора да имаш и љубов и правда и слобода во себе. За да можеш да ја отолотвориш слободата, мора да имаш и вистина и љубов и правда во себе. Значи, козависни се. Токму така. Меѓузависни, испреплетени,
и се четирите аспекти на животот и на юнаштвото. Четирите јавачи на доброто. Антиподот на апокалипсата, не знам како да го наречам. Рајот. Четирите јавачи на рајот. Па, свештениче, тука веќе може да затвориме оваа епизода, нели? Длабока, темелна епизода. Може би за нашите следачи малку потешка за следење, меѓутоа ги охрабрувам да се сконцентрираат и да се обидат да ја проследат, бидејќи овие четири вредности, љубовта, вистината, правдата и слободата, се основата на јунаштвото, се основа на великанството. Без нив не можете да бидете јунаци, без нив не можете да бидете автентични, без нив не можете да го постигнете максимум својот потенцијал кој што го имате во животот. Затоа ги препорачам да размислите на нив, да си правите созерцание и да видите како тие се применливи на вашиот живот и на вашата внатрешност и надворешност. Кратко сиже од денешната епизода. На почетокот во воведот кажавме дека постојат 4 вредности, основни вредности. Тоа се вистината, љубовта, правдата и слободата, кои што се основи на јунаштвото. Значи, тие се еден вид на патокази, како јунакот треба да постапува за да ја оствари својата основна цел, а неговата основна цел е служба во полза на животот, неговата заштита, подобрување и продолжување. Кажавме дека овие 4 вредности немаат хиерархија на битност, сите се еднакво битни и длабоко се преплетуваат, како што и видовме во нашите исказани, а потоа ги образложивме сите овие 4 вредности една по друга, прво свештеникот, па јас. Значи почнавме со вистината, кажавме што е, па продолживме со љубовта, па продолживме со правдата и на крајот завршивме со слободата. Исто така, во текот на емисијата доживеавме едно откровение, а тоа беше дека секоја вредност е практично мост каде што се спојуваат другите 3 вредности. Ти свештеници ми кажат дека не сум ти кажал претходно за овој концепт на мост, меѓутоа не сум можел да ти кажам бидејќи сум го немал концепт претходно, сега ми текна. Како што те слушав тебе и како што се слушав себе си, се случи откровението. И тоа е тоа. Тоа се 4 вредности, тоа е краткото сиже, а сега одиме со практични и прагматични совети. Бидејќи цела во оваа епизода беше практична, тука нема нешто теоретски, ова се е нешто кое што треба да се интегрира во животот, јас би сакал да поставам 4 дневни микропракси, кои што секој ден треба да се вежбаат, да се практицираат, за да може да се доближиме до овие 4 вредности. Тоа се вака, за да се доближиме до вистината, секој ден да кажеме по една тешка вистина, да признаеме една вистина која што си ја криеме. Не мора на глас, може самите на себе да си ја признаеме, меѓутоа барем малку да се поистоветиме со она што е вистина. Значи, едно признавање или едно кажување на некоја вистина која што ни е тешка. Потоа, за да се поистоветиме со љубовта, да направиме еден чин на добрина. Меѓутоа, јас би рекол бескорисна добрина. Добрина која што нема да ни се врати на нас. Нешто кое што го правиме од чист алтруизам. Не нешто кое што има ќар. За да се доближиме до правдата, да направиме секој ден еден акт на објективна, фер постапка, кон себе или кон друг. Значи да бидеме фер барем во еден момент кон другите луѓе или кон себе. Секој дневно. И за да се доближиме до слободата, за да ја интегрираме слободата во себе, една автентична работа или нешто што сме ние, да ја експресираме. Барем во некоја мала, барем во некој навидум незначајно нешто, да се експресираме, да направиме нешто кое што е автентично наше. На тој начин ние ќе се откриеме кои сме на вистина. Еве овие 4 работи да ги практикуваме, сите 4 да ги практикуваме секој ден, значи по една вистина, по една добрина, по една фер постапка и по една автентична работа е доволно за на подолга трка да ги интегрираме овие 4 универзални вредности на доброто во нас. Вредноста на животот се докажува преку неподносливата тежина на смртта. Грег Лори.